Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте во Е-училница. Јас сум професорката Емилија од гимназијата Јосиф Броз Тито од Скопје и мојата цел, како и на сите други професори и наставници, е да ви помогнам во полесно поимање на новите наставни содржини со оглед на новиот начин на учење. Денешната наставна единица е поврзана со појавата на стилот, дефинирање на самиот збор, стилот во областа на јазикот, неговите почетоци во литературата, подетално проучување и имплементирање во науката за стилот, така наречена стилистика. Најнапред ќе започнам со една мисла на францускиот научник Жорж Бифон. Стилот, тоа е човекот. Додека ја примате оваа информација, можеби ќе ви биде полесно да си одговорите на дел од прашањата наменети за размислување. Честопати се прашувате дали парчето облека кое го наметнувате на себе кога излегувате од дома е ваш стил на облекување. Дали можеби со таа облека сакате да кажете некому нешто или едноставно се чувствувате удобно во неа. Дали сите личности ве гледаат и сваќаат на еден ист начин или пак постои некоја разлика во погледите. И за крај, дали без разлика на се, е потребно да ги следите модните трендови за да бидете општо прифатени во толпата. Верувам дека вашите одговори се индивидуални, ваши мисли и определби, како што впрочем и самиот поим стил представува најиндивидуален начин на себе представување. Со оглед на тоа што зборот стил го среќаваме на секој чекор и е дел од нашето секојдневие, во најопшта смисла ќе го определиме како начин. Сега, бидејќи ги раздвиживме мислите и ќе се задржиме на нашиот индивидуален начин на искажување на мислите, затоа што и во латинскиот јазик, од каде води потекло овој збор, дошло до негово преосмислување и почнал да означува начин на пишување и на зборување. Стилот во областа на јазикот представува начин на изразување, начин на служење со јазикот, а кога велиме јазик, вие добро знаете, мислиме пред се на зборовниот, вербалниот јазик, иако поимот јазик, како што веќе е познато, може да се свати и пошироко, односно обкружени сме со невербалниот начин на изразување, како пример, еве ќе земеме јазикот на музиката, кадето новите ни представуваат зборови, тактовите ни представуваат реченици. Потоа може да се надоврземе на јазикот на уметноста, а тука е всушност немиот говор на боите, облините, линиите, формите. Може да се надоврзе јазикот на архитектурата, каде постојат низа стилови на изразување. Всушност, може да се говори за стил секаде каде што постои некое средство за изразување, бидејќи стилот е сепак универзален поим, тој е применлив на сите полиња на човековата активност, во кои човечкото суштество се изразува себе си преку некој вид јазик. Но сепак се задржуваме на стилот како начин на употреба на јазикот. Свесни сте дека начинот на вашето зборување, особено со родителите, професорите или со некој друг повозрасен, е доста различен од начинот на кој што зборувате со вашите врсници. Сосема е јасно дека на часовите не би требало да употребувате зборови кои се општо прифатени во вашиот социјален живот, а всушност ги нарушуваат нормите на употребата на нашиот стандарден јазик. Исто така забележувате дека на различни часови се употребуваат различни зборови, термини, поврзани со областа или науката која има сопствена терминологија, но и сопствен начин на изложување на материјата. Бидејќи досега зборувавме малку за она што би означувал стилот, можеме да се доведеме до една дефиниција, да кажеме дека стилот го дефинираме или представува еден збир од дополнителни јазични елементи, што ја надградуваат основната информација на исказот или на текстот. Се разбира дека секој на различен начин раскажува, на пример, за една одредена случка, за своите чувства, за мислите и на различен начин ги изложува своите мисли и ставови.
Еве, на пример, замислете дека треба да составите порака во која ќе го изразите вашиот емотивен однос кон фактот дека летниот распуст е завршен. Еден од вас ќе напише: Леле, ќе ми фали летото. Вториот, односно следен, ќе избере можеби поинаква комбинација на зборови. Па можеби е подобро што веќе заврши ова лето, стана здодевно. Трето лице од вас ќе се изјасни: ќе биде тешко да се одвикнеме од неправење ништо. Во четвртиот верувам дека некој од вас ќе се пронајдат кој ќе каже: ми се оди во школа. Согледувате дека една мисла може да биде изразена со различно обоени јазични средства, кое се нарекува стилска обоеност. Токму со ваков вид неразличности при изразување, проучување на можностите кои што ги нуди јазикот, се занимава науката за стилот наречена стилистика. Таа добива статус на наука кон крајот на 19 век, а како нејзин основоположник се смета лингвистот Шарл Бали, кој својот интерес всушност го насочил кон јазичниот израз кој што го практикуваат сите зборувачи на еден јазик, односно разговорниот стил, кој е исполнет со слободно и спонтано изразување чувства, мисли, ставови. Меѓутоа, неговите следбеници ја доразвиле таа стилистика од гледна точка на поврзување со јазичниот израз на писателите, што довело до врзување на стилистиката со уметничката литература. Овој вид стилистика се занимава со специфичните изразни средства на едно уметничко дело, на еден писател или на еден книжевен период. Например, оваа стилистика јасно го разликува реалистичкиот стил од романтичарскиот стил. Нешто кое што ви е познато и учено досега минатата година. Реалистите многу често користат придавки во своето изразување на реалноста, употребуваат долги полни реченици, наспроти романтичарите, кај кои е честа употребата на извици, воскликнувања или пак куси форми на изразување. Например, еден реалист би звучал вака: тој мислеше за себе дека е најосамениот човек на светот. Наспроти него еден романтичар би извикнал: Боже, ох сам, толку сум сам. Повторно се потврдува фактот дека стилистиката ги проучува можностите за изразување што ни ги дава јазикот, а воедно и начинот на кој избираме да се изразиме во одредени ситуации. Одиме кон потеклото на оваа наука, како и секоја друга понова наука, и самата стилистика се смета за наследничка на античките науки поетика и реторика. Таа најнапред била замислена како наука за добар и вешт говор, односно како наука која пропишува правила за тоа како да се говори вешто, убедливо и убаво. Раната стилистика, која потекнува од реториката, се занимава со прашањето како е нешто кажано, а не што е кажано. Се поврзува со името на еден од најважните филозофи од античкиот период, а тоа е Аристотел. Тој нагласува дека за да се одржи добар говор, потребно е прво да се осмисли во целост содржината, потоа таа да се распредели во однос на неколку дела, а тоа се следните делови. Вовед, кој секој говор е потребно да го има, а со него всушност се привлекува вниманието на слушателите. Потоа следи главен дел каде се покажува значењето за она што се зборува, се изложува и се разработува темата. Во овој дел говорникот особено внимава на составот на слушателите на кои им се обраќа. Последниот дел е заклучокот, кој треба да содржи силни мисли, што произлегуваат од самата тема, а всушност ќе се задржат долго во сеќавањата на слушателите. Воедно многу бил важен и начинот на кој се држал говорот. Не требало да има претерани движења на телото и на рацете, не било дозволено присуство на актерска живост, вниманието било насочено кон гласот, негова правилна интонација, нагласување на она што се сметало за важно.
Пред вас е извадок од уште едно дело на Аристотел, кое што се нарекува Поетика, а во него тој всушност се заложувал за поделба на стиловите. Поделбата ја создал според застапеноста на стилските јазични изрази и предложил да се воочат следните стилови. Низок стил, кој ќе биде најмалку украсен со стилска обоеност, ќе одговара на секојдневни теми, разговори за не толку важни прашања. Потоа ќе следи среден стил, кој всушност ќе воведува малку повисоки теми и ќе се употребува во школите за учење и за образување на младите. И на крај висок стил, кој ќе одговара исклучиво на возвишени теми, како на пример трагедиите на Софокле кои ви се добро познати од прва година, во кои се расправа за високовечни теми. Се подразбира дека тој стил треба да биде идеално чист, убав и украсен. На денешниот час научивте нешто повеќе за стилот и науката која го проучува стилот, односно стилистиката, начинот на кој се организира еден исказ или еден текст, начинот на кој се оформува една содржина. Како за крај на денешната средба, ви остава можност за размислување, да пробате да најдете разлики на изразување во вашите омилени ТВ серии. Размислувајте за јазичниот израз. Препознајте го начинот на изразување и изложување на ситуациите. Замислите како вие би се изразиле во некоја слична ситуација. Воедно, пробајте да го согледате јазичниот израз во однос на поделбата која ја истакнува Аристотел. До видување до следниот час на Училница. Чувајте се и останете во добро